Првата детска амбасада во светот Медјаши од новата влада бара да ги вклучи децата и нивните родители во донесувањето на закони и одлуки кои ќе бидат во интерес на децата. Во однос на екстерното тестирање, од оваа амбасада велат дека претходната влада никогаш не го практикувала вклучувањето на децата ниту на родителите за време на донесувањето на законите кои се однесуваат на нив. Доколку збориме за закон за млади, би требало да се вклучат и младите, затоа што тие најдобро знаат кои се нивните потреби. Нашите насоки се да се вклучуваат родителите во форма на совети на родители, кога се донесува закон за образование и тоа прашањата кои што беа поставени во однос на екстерното тестирање. Така да сите избрзани донесувања на одлуки сметаме дека не се во ред, дека треба да биде еден транспарентен начин на донесување при вклучување на целокупната јавност, заради тоа што некои закони може и да не функционира доколку не се направи добра анализа. Бараме од новата влада се почитува детското учество во пракса. Низ разни форми, во училиште, во семејство, во политики кои се однесуваат за нив, во судство, во јавни институции, во државни институции. Децата имаат право на сопствено мислење и не смее никој да донесува одлуки без при тоа да бидат децата вклучени во креирање на политики кои се во интерес и потреба на децата. Во извештајот на Медјаши, каде се анализира вклучувањето на децата во работата на Собранието во 2016 година, заклучено е дека таму се работело само на основните права на децата, а секундарните и терцијарните права биле занемарувани.